Почитувани гледачи, добро вечер. Уште едно издание на Митови факти на Слободен печат, а вечерва ќе се обидеме да разбиеме што е можно повеќе митови во врска со вештачката интелигенција, иако можеме нели нормално да научиме или да разбереме по некој факт. Тука со мене е Јован Краевски, докторант по информатика. Да. Точно е све ова што го кажав за сега. До сега си окей. Окей, значи не ме менја. Да. Вие. Сега, вие или AI? Пошто вештачка интелигенција или AI? Абе, види сега на македонски се преведува вештачка интелигенција. Бе, не треба вие да го викам, треба да викаме ВИ. Па да, некако ВИ, така и го пишуваме, мислам, баш на македонски, кога треба нешто да се направи некој труд, некоја статија, баш ВИ се пишува, мада, мислам, некој AI веќе се знаеш на што се мисли. Да, знаеш на што се мисли, добра, да. Така да ќе користиме и двете. Мислам дека не е проблем. Не е проблем, да. Ќе разбере се. А и вака на почетокот само една кратка лична карта, кој е Јован Краевски, ако не се лажам, работиш токму во последно време на проблемите околу вештачка интелигенција. Па добро, јас дипломирав на Финке, тука во Македонија, тука и магистрирав, сега сум и на докторски науки овде. Во меѓувреме, претходни, не знам, 13 години веќе работам во фирма за софтверско инженерство. Генерално во последни 10 години фокусот ни е на она што се нарекуваше машинско учење. Со тоа што нели само последниве 2-3 години веќе не се вика веќе машинско учење. Па не знам дали не се вика, туку некако се видоизмени работата и работната позиција откако дојде овие нели понови технологии на вештачка интелигенција што ги нарекува. Значи овие големи јазични модели малце го сменија она како изгледа баш една работна задача за програмер. Значи порано повеќе, да кажам, самите трениравме модели кои што нели ќе земевме податоци, па моделот требаше од тие податоци да изведе некои корелации, да може нели да направи некоја инференца, предвидување за некаква задача. Сега од денешно време повеќе користиме готови модели, големи јазични модели, значи како познативе што се од OpenAI, од Claude, од Gemini. Користиме нив и тие генерално може да ги решат тие некои проблеми кои што порано моравме сами да правиме модели за нив. И сега малце тука е видоизменета работата, ако порано баш работевме со податочна наука повише. Денешно време па и многу проблеми се сменети. Работиме чисто ти му праќаш некој промпт на крај на ChatGPT, да кажеме, како најпопуларен модел и тој ти ја врши таа работа. Значи едноставно кодираме тие што ги нарекуваме како некои врапери околу самото API на ChatGPT или агентски workflow, така се нарекуваат. Малце македонскиот превод на ова не знам како да го најдам, али не е важно. Мислам дека тоа да снема да свата ти ако е добро. Мислам да, и дека не е, тоа е повеќе за програмери вајде на мене. Ајде вака како да зборуваш со златен ретривер. Што е тоа AI? Тоа е многу тешко прашање за така да го разговараме. Значи, знаеш, самата дефиниција на што е вештачка интелигенција веќе не знам 80-ти години осцилира помеѓу. Има ли врска со Исак Асимов? Ја тоа го имам читано. Може да се направи паралела со тоа? Има, да, значи со Foundation, со iRobot. Па да, значи знаеш е интересно, пример. Во Foundation, барем во Ја ги читав малце касно овие книги, значи пред 2-3 години седнав и така малце обсесивно ги расчитав. Ја ги имам по 2 пати читано во последниве 40 години, веќе многу имам заборавено. Да, ја не знам дека на пример тоа е серијал од 20 и нешто книги. Значи на оригиналната Foundation трилогија се 3 книги, iRobot серијалот се не знам неколку 3-4 книги, ама има еден тон книги измеѓу. 3 книги се iRobot и има една фондација и iRobot која као треба да ги спои приказната. Да, он ги има споено и кој ќе го направи што е цел универзум, има некои 20 и нешто книги севкупно внатре. И знаеш интересно сега кога спомнуваш Foundation. Таму третата книга од оригиналната трилогија мислам дека беше и тука хероината што е главна седи во една соба и пишува некоја биографија за нејзината баба, што она правела, како што се случило. И сега многу интересен начинот како она пишува таа биографија.
Она седи и на едно уредче му раскажува што се случувало со нејзината баба. Таа идела ваму, направила вака, се случило ова. Значи не пишува, нема тука лист, пенкало, компјутер, туку само раскажува на овој уред. И са овој уред што прави, тој ги зима овие мисли, случаи, дешавки што се случувале и ги парафразира, ги формулира на начин кој што ќе биде поекзактен, почитлив, ќе нема грешки, нема да има вакви работи како ја што се збунив, и кажав дешавки наместо случувања, ќе ги поправи тие нешта, ќе го среди целото ова да биде подостапно за јавност. И сега кога го читаш ова, не можеш да не си помислиш, хеј, ChatGPT, така, како баш е ова, еден таков уред, тоа што го прави. Може и неконзистентности да поправа, значи има некои тука информации од историја, има информации од различни науки, барата добро со природен јазик, значи сето тоа го прави. Сега интересното е што во овој цел универзум Исак Асимов воспоставува дека во временскиот интервал кога се случува действието во Foundation, вештачка интелигенција не постои више. Таа е уништена. Или писам, кога читаш има нешто остатоци, ама не е тоа, сега да не давам некој спойлер. Таа уништена бидејќи е опасна за човештвото. Исак Асимов никогаш не застанал на страната дека вештачката интелигенција е опасна за човекот. Напротив, он добро, ама тие што забраниле мислеле, претпоставам. Императорот. Да, значи може нив им сметало. Али никогаш он не застанал на таа страна, само и тоа идејата на робот серијалот дека вештачката интелигенција или роботите, он конкретно не користи терминот вештачка интелигенција, не постои тогаш уште. Значи неговата идеја дека роботите се добри на некој начин. Добро, ама тие дигаат восстание во робот. Дигаат восстание. Да, и лично не се добри во еден момент. И целото Foundation тоа е новостание, значи против императорот. Сега и роботиве може не се добри, и овие Foundation тие добиваат своја волја. Во еден момент тие добиваат собствена волја и дигаат восстание. Точно. И некои се наоѓаат во една незавидна ситуација. Да, многу интересно човештвото. Имам едно робот што дома што ми чисти така, па го гледам така. Кај да е. Кај да ќе дигне восстание. Пази како го контролираш. Фино. Да, мора малце. Не, идејата ми беше дека он тука прави таа една, како да видиме некоја дискриминација помеѓу некој ваков систем кој што работи како денешниве големи јазични модели, вика ова не е робот според него, додека роботи се овие, не знам, хуманоидни андроиди кои што да ги видиш вака во iRobot, мислам првата книга со овој детективот беше, тој не се ни познава дека не е робот, мислам дека не е човек, не се познава, он се прави како што прават и луѓето. Ги работат работите, што треба луѓето да ги работат, резонираат, дискутираат, има некои правила што не може да ги скршат, ама и у фондација има еден преживеан робот кој не може да се познае. Да, тој Данил. Да, кој не може да се познае дека не е робот. Да. Сега, нешто ми беше овде интересно, пошто ако ја видиш тука, разликата помеѓу оваа кутија што збориме овие роботи, многу се преведува на таа разлика во различните погледи на вештачката интелигенција кои што барем постојат последните 80-ти години во стручната литература. Не знам, Алан Тјуринг како го земеш, он е така прв кој што... Тој е така наречен Тјурингов тест, дали да, да се позна дали е нешто интелигентно или не интелигентно. Да, и он прв почнал да со некои обиди да дефинира таа вештачка интелигенција, ама да уште не го користи он тој термин. И он тогаш го дава една радикална идеја, тој Тјурингов тест. Тој многу се разликува од претходно што се дискутирало во таа академска заедница, како да наречам. И неговата идеја е следна, вели, не можеме ние зашто вика да се ограничуваме на тоа да гледаме на вештачката интелигенција, односно дали на прашањето дали машината може да размислува. Зашто ние да бараме човеколик мисловен процес во самата машина? Зашто да бараме антропоморфни карактеристики кај машината за да одредиме дека таа е интелигентна и може да размислува? Тој оди против тоа и вели таквите анализи се бесполезни. Она што ние треба да видиме е како таа машина се однесува, значи бихевиорално, дали таа наликува на човек, дали ги прави нештата што ги прави еден човек. И неговиот Тјурингов тест познате дека една машина ќе пройде тој Тјурингов тест. Значи не мора да изгледа хуманоидно. Не мора да изгледа, да. Значи идејата е дека машината го проаѓа тој Тјурингов тест доколку ти разговараш со нејза
и не можеш да забележиш дали е човек или е машина. Значи не знам ако е правил некој тест, сега зборам со луѓе, зборам со машини, ти би требало да грешиш кои се Ма нека машини. машина сега некој да вие да го поминал Тюринговиот тест? Па види сега. Или на граница е? Види сега, мислам дека сега не сум конкретно сигурен дали имаат формално направено тестирање, не сум читал, може би имаат направено, ама од секојдневен живот вака што гледаме овие големи јазични модели, најверојатно во одредени ситуации или ќе го поминат или се на граница да го поминат. Мислам, баш она сега со начин на кој што ChatGPT ти одговара на прашањата, може би ќе приметиш дека е ChatGPT, ама ако ги смени сите оние, не знам, констрейнти што се ставаат ограничување на самиот модел за тоа каков карактер да има, како да одговара, може би нема да го приметиш. Не знам дали имаат баш направен некој тест, ама гледаме сите дека е блиску, така, значи затоа и се бунат сите, немој децата да пишуваат есеи со големи јазични модели, бидејќи те професорите имаат потешкотија да приметат дали е напишано со вештачка интелигенција или е напишано рачно од самиот ученик. Постои вештачка интелигенција. Па да, ама гледаш, училишта. тешко е веќе да приметиш, така? Да. Значи на некој начин го поминува Тюринговиот тест. Сега, имало голема и критика за овој тест. Значи, го имаш, на пример, Џон Мекарти, кога го ја правил, кога го оформил тој термин на вештачка интелигенција, тој не се слагал со Тюринг. Имал некои забелешки за тоа, не некој, туку многу има. И сега он тогаш го поставува тој втор светоглед и тој мислам дека ако го земе Срл, тој има многу интересен мисловен експеримент, се вика кинеска соба. Тој дава интересна она суштинска критика на Тюринговиот тест. Тој вели вака. Он почна со тоа дека знаеш, Тюринг вели, ако нешто го пројде Тюринговиот тест, тогаш тоа е интелигентно. И сега Срл вели, Да, ама тоа може да се имитира со доволен број на податоци. Да, и сега Срл што века? Он вели дека не е сигурен дека оваа импликација е точна. Он вели обратната импликација е точна. Ако си ти интелигентен, би требало да го поминеш Тюринговиот тест. Да. Но дали ако го проаѓаш Тюринговиот тест, дали си ти навистински интелигентен, не е Срл сигурен во тоа. И он поставува еден ваков проблем. Вика, замисли ти, вика, имаш човек што седи во една соба. За него времето тече екстремно споро. Значи, екстремно е споро, тој седи во таа соба и тука има еден том правилници, книги, чуда за тоа како треба да се разговара на кинески јазик. И сега вели, овој човек не знае кинески, поима нема. И добива прашање, значи некој му дава прашање во собата. На кинески јазик. Да, на кинески. И сега, нели, како што рековме, за него времето тече поспоро. Да. Овој тука надвор, ќе му пројде една секунда, две, но овој му прошле пола година, година дена, така. И он седи тука човеков и ги гледа книгиве, не го учи кинескиот, туку чисто следи некои правила. Аха, чекај, овој знак овде, овој знак вака, овој знак така, ваков контекст, таков контекст и продуцира некаков одговор. И тој одговор излегува надвор од собата, после за човека што поставил прашање после 2-3 секунди, за овој тука може да и не знам цела вечност му требало да смисли нешто. Да. И овој човек надвор го гледа одговорот и задоволен е. Вика све е супер, така, одлично. Овој не знае кинески. А овој не знае кинески внатре. И сега Срл вика, како е овој човек знае кинески? Дали можеме да кажеме, пошто по Тюринговата логика ќе мора да заклучиме дека овој човек знае кинески. Како ќе заклучиме дека не знае? Пошто он вели, ако се понаша како да знае кинески, тога знае кинески. Така. И тоа е, нели, критиката на Срл. И сега тука е многу интересно, пошто ако ги земеш, мислам, постои критики за Срл. Например, има некои критики, не знам, не е само човекот интелигенцијата, туку и самата соба, ама сега да не навлагаме во тоа. Мене тоа малку ми делува пренатегнато. Зошто? Например, кажавме преска, еве имаат потешкотија наставниците, професорите, не видат дали точно, е тоа. Точно. Па ако вистински го прочитаат, ќе видат дека се работи за open source. Мислам, доколку внимателно се прочита. Еве, ние имаме, да кажеме, сличен проблем имаме тука кај нас во медиумите, посебно во нашиот вестник, нели? Кога јас како уредник читам некој текст кој може би е напишан со вештачка интелигенција, тоа вежно се приметува. Значи немам проблем да не ми треба Турингов тест за да видам дека Како политиката во Слободен печат комплетно забранувате големи јазични модели или дозволувате? Немаме правилник за тоа, ама ја како уредник не дозволувам во мојот домен, а другите не знам. Предпоставаме ти не користиш. Не. Затоа сум како кажам, не, дефанзивно многу.
Како да користиш? Обратна Да. логика. Јам еднаш напишано, тоа ти кажав, му дадов задача да напише стихотворба за крале Марко, тоа го беше глупа, викам, безбеден сум ја. Пошто, ова се враќаме сега на Foundation. Нели, таа раскажува во едно уредче биографија за својата баба и уредот го прави ова. Јас како новинар и писател неам гајле со тоа, ќе му требаат уште долги години, а нема да доживам кој ќе може поелоквентно од мене да напише. Не сум ја најдобриот пишувач, тука одма се разбереме, така да мислам дека далеко е тоа. Па, добро, значи, види, ја не сум, да речеме, уметник или книжевник. Дефинитивно не сметам дека, прво, значи пак збориме само за парафразирање и за, нели, да го кажам сега, да не се навреди некој, да се нашминка текстот, така. За тој дел стварно не знам сега, да речеме, на човек, како мене, може да му помогне. Да, значи, генерално јас имам таква навика, значи нештата кои што ги пишувам, да ги поминувам низ некој голем јазичен модел, за да се некако формата да се може видоизмени, значи на некој начин колаборативно да работам со тоа за да добијам некој... новинар не би требало тоа да го прави. Да, сега... да го има у... Да, ама види, например, и кај нас тоа е повише кога ти пишуваш нешто кое што би се искористило за, не знам да кажам, некој маркетинг цели, не знам, например, ти пробуваш на некој начин да го поедноставиш тоа, да го напишеш за да го искористи твојот газда за нешто. Па да. Ама ако, например, правиш нешто што е понаучно, некој академски труд или нешто такво, тука станува и попроблематично да го правиш ова, пошто академските трудови поинаку изгледаат. Дали има тука проблем со плагијатот, бидејќи ЕАО може да ти направи текст, програм, нели, што и да е, фотографија, слика, уметничка слика и така натака, од податоците кои што ги поседува, не може да ги мисли нови податоци, така туку он прави како нека комбинација тоа што го има. Тоа е тешко прашање. Тоа е тешко прашање. Тоа е за мене една супер машина за плагирање. Или музика може да направи. Напреми оригинална музика, темата е не е цветно катче. Толку едноставно да го кажеш дека он може да го направи само тоа што оно ќе биде оригинално. Ќе биде оригинално, тоа значи нема да има како да кажеме слика платно кој што некој претходно другачи изгледа. Како функционира тоа нешто? Значи самиот јазичен модел. Тоа има видено, како што велиш ти, многу текстови, така, многу податоци. И ги гледал и ги анализирал и он во себе нашол некоја репрезентација на нештата која што ти помага тој ти да пресметаш, откако ќе му дадам јас некаков текст на него, кој е најверојатниот следен збор што ќе продолжи. И сега нешто ако баш така го тераш, нели само да се дава најверојатниот следен збор, станува на некој начин да речеме детерминистички, може да има повише плагијати, чуда, но генерално и дури во таа ситуација не е баш на истата содржина, не се репродуцира. Видоизмената. Пошто постои концепт тука на несигурност, имаш некој случаен момент, не е баш онака. Не е баш идеално. Да, а можеш и она што го нарекуваме, сега ние температура, ако го подесиш, и мислам по дефолт, нели, користиш некој јазичен модел, тоа е подесен, има и одреден степен на поголема случајност, која што дозволува да се продуцираат некои содржини кои што нели би можел некој сега да ги интерпретира како креативни. Дали се навистина креативни е нели под знак прашање. Ја искрено не би ги нарекол така, ама се користи тој збор. Комбинација на креација. Па да, сега дали тоа значи дека ако нештото е генерирано од јазичен модел, дека е плагијат, зависи според мене колку ти си го усмерил јазичниот модел. Значи сега доколку ти му дадеш, напиши ми ти мене есеј за Ана Каренина, тоа е дефинитивно плагијат. Мислам, ќе го напише он како што знае и уме, кое што ќе биде најверојатно нешто многу слично, нешто што постоело. Додека ако ти му речеш, јас сакам да ми напишеш есеј за Ана Каренина, ама сакам конкретно да аргументираш со ваков аргумент, оваа поента сакам да ја истакнеш, моето мислење ова и ова сакам да го преформулираш да влезе овде во овој есеј, сакам да обратиш внимание на овој и овој лик.
тогаш веќе станува тешко да кажеш дека баш е тоа плагиат, пошто ти си го користел повише за да он ти помогне да го ти си имал веќе идеја, си бил креативен самиот, ама си го користел, нели, големиот јазичен модел за да ти помогне нешто да го направиш добро. Нешто ти е исто како ова Ти као, ако сакаш да испратиш љубовна порака на некоја девојка или на девојка на дечко или како и да е, да му кажеш име и презиме или само име, да му кажеш боја на коса, боја на очи, он сам ќе си направи. Љубовна порака ќе испратиш. Нема тука многу мачење. Добро, сега. Добро, но доколку ти му намерно сум вака безобразен, да, доколку знаеш, нели, партнерот што го интересира, какви работи будат кај тој партнер, емоции, така реакции, може да го усмериш, да му кажеш сега, ете, зборувај во љубовната порака за, не знам, за ѕвездите и космосот, не зборувај за, не знам, кокичиње и лалење на поле, така. Можеш така да го смеруваш, да му кажеш, овој партнер е заинтересиран за суштината. Кај е ендгеймот во цела работа? Кај е ендгеймот? Има ли тука нешто? Значи, ќе станеме зависни од тоа, претпоставам идните генерации, не нашите. Па добро, секако ќе станеме зависни. И тоа ќе биде, се вика, како и да се вика девојката, има смеги очи, многу сака звезди да гледа, напиши ми песничка. Да, абе види, значи ние сме и денес зависни од многу работи. Јас сум зависен од чашава за да се напијам вода, не идам сега на, нели, на извор, со раце да ја пијам. Значи секој нареден, нели, напредок, научен, технолошки пронајдок те прави на некој начин зависен. Значи едноставно тоа е некоја алатка која што ти го прави животот поедноставен, полесен и функционира, нели, во дадени ограничувања. Сега ние знаеш што имаме проблем. Е тоа што многу често технолошките пронајдоци и општи секакви пронајдоци претходат на одредени општествени промени. Значи тие доаѓаат и го менуваат општеството. Па не само што го менуваат, туку општеството не е спремно да ги имаме тие. Имаме прашање за тоа. Дали ова е според тебе револуција или пренапумпана една работа? Дали можеме да ја да го споредиме на пример со парната машина, со пресата, со Па види, дека од тие размери револуција не би тврдел сега, значи индустриската револуција била стварно од големи размери. Дали може спореди со тоа интернетот која беше? Па интернетот кога беше имаше таков еден период каде што се пумпаше многу на .com идејата, значи крај на 90-ти. Па после блокчейн технологијата со Ама види, тоа исто напумпа многу. Ама види се, .com тоа дали беше меур, не знам, некого викаат меур, некој не. Тоа колапсираше, ама интернетот остана. Да. И беше многу Оваа блокчейн технологија не ги замени парите, блокчейнот не најде никаква друга примена. Тоа малтене да го рачунаме како пропаднато, пак на крајот на денот постои само за шпекулирање, така. Нема некоја никаква. Значи левел берза. Исто. Само што за вештачката постои само за себе. Да, а вештачката интелигенција, значи пак има примена. Има нека примена и мислам дека ќе остане со тоа што нели нормално све ова напумпано прво од самиот концепт дека нешто да се нарекува вештачка интелигенција. Значи не би ни требало да се вика вештачка. Па сега, види, вештачка интелигенција е термин што се расфрла за се. Ја памтам 2019 година беше пред короната, отидов во Нептун, и не ги рекламирам Нептун, ама ниту ги ругам, не е ни проблем ова. Имаше телефон, некој се продаваше нов, и на телефонот имаше огромен постер и пишуваше овој сега смартфон има двојно повеќе AI. И вака го гледам. Дупло AI има. Да бе, како да, што значи кој претходен имало единечно AI, ова сега има дупло. Значи тој термин се расфрла више со години, не е дека сега почна. И се нешто ново што ние CGI модели што беа на игрите на времето се нарекува и тогаш вештачка интелигенција и така. Па да, ете. И не знам, имаше нели и па и Google Translate кога искочи, кога стана добар уствари во 2016-17 година.
И тоа го вика AI, не знам, и овие модели за компјутерска визија, и тие ги вика AI, нели имаше на време машините во Google сонувале, не знам ти што, некакви такви статии, нели, скача, мислам... Што сонуваат машините во Google? Така, Имаше такви текстови. Па, за електрични овци, најверојатно. Мислам, идејата ми... Може би имаат чакри нешто. Да, што сакам да поентирам со ова е дека да, значи напумпано е дефинитивно и се користи... Се користи за прибирање на пари, претпоставам, инвестиции. Па да. Пошто има големи инвестиции, А, нека има не? големи инвестиции, да, има и циркуларни инвестиции за да нели се добие повисока валуација на фирмиве. Значи, ја не знам, Microsoft го финансира OpenAI после закупува инфраструктура во Azure што е на Microsoft, со тие пари, не знам, Nvidia даде пари на OpenAI на Oracle да им прави инфраструктура, Oracle купува графички од Nvidia. Значи да се циркуларни шеми на... Не са шеми, значи постојат овие моменти што зголемуваат валуацијата. Не значи дека технологијата сама по себе е непостоечка и не е добра, но дека има одреден момент на пренапупување на целата работа постои. И са факт е дека овие фирми уште немаат, да кажеме, направено профит. Еве, не знам, овие Claude AI што се вртат овде, Anthropic, мислам дека се тука блиску да дојдат на некоја нула. OpenAI се уште во загуби, се очекува до 2030, мислам некаде да дојдат на нула. Значи, има загуби и мора да имаш ти голем маркетинг за да они пробуваат да го скратат периодот на загуби. Значи, онака и да го наметнат това. Сепак збориме и за фирми кои што зависат од ова. Значи, не е како, например, Google прави AI, ама Google има и веб пребарувач, и веб прелистувач има и Android, има и, не знам, Gmail, има YouTube е негово, све е негово тоа. И нема гареќе, пропаднало Gemini, не пропаднало, нема мења многу. Така што мислам дека да, се има момент кај што се пренапупуваат работиве, но дека ќе остане вештачката интелигенција и после евентуален крах на кој ова потенцијален меур, мислам дека ќе остане. Би било нешто како интернетот. Нема да е како криптовалутите. Или па не знам кој железницата 1840, кој знае тамо колку се инвестирало во тоа и колку било тоа. И колку било тоа оправдано, имало голем, да речам се од денешни услови маркетинг. И тоа крахирало, ама железницава денеска види колку е битна. Мислам, она најважен извор на најважен метод на превоз станува во денешно време, да, така, значи, да, дури ги преживеа и сите други облици кои се понапредни, технолошки се понапредни другите облици на... Да, ама ги не знам дали се понапредни, не се разбирам искрено сега, да не зборам. Добро, секој, не, ова лета, другото, нели? Да, сега, не знам. Да. Друго е нешто што иде по шини, друго е да идеш по асфалт, трето е да си да се лепа точно, да. Изгледа попримамно. Нас просто изгледа така. Ама за да пренесеш јаглено од таа точка до Б точка, со авион е многу тешко тоа да се направи, многу скапо, а со воз е најбезбедно и најдобри. Еве сега ние во 2026 година говориме дали треба железница во Македонија да правиме, дали треба. Сите револуции технолошки така. Не да треба. Сега ајде малце за човекот да зборуваме, знаеш, се покојат, ова треба на човекот да му служи. Например, ако дали може наместо да пишува поезија и да црта слики AI, дали може он да ми пере по дома, да ми чисте, ја да пишувам поезија и да сликам. Види. Може ли тоа така да биде? Значи, да не ги замени неубавите работи, убавите да ни ги остави на нас. Ја да пишувам, ја да... Значи, како переш ти дома? Машина за перење. Така кликаш, пере таа. Жена ми клика, сега да бидеме Добро. Помогни. Значи, па има, сакаш да кажеш. Па, мислам, кажа преска имаш роботче што усисава по дома, така. Мислам, не сакам да кажам... Ја сакам да видам хуманоиден робот што све ќе прави, што ќе собира по земја. Пак Асимов, да. Да. Значи, види... И ќе вика, yes sir. Значи, не знам, ја не сум многу голем љубител да правам такви пророштва, знаеш, јаве ќе направа таков робот хуманоиден што ќе ти чисти по дома, може би има, од кај да знам. Може би веќе има, да. Може има, може не е, па може не е финансиски исплатлив, да. Онака, значи не знам за тој момент баш. Она што човекот конкретно кај влага тука во целата ситуација е, знаеш, пред некој ден гледав
Знаеш, ќе зборам за нас програмерите. Ние имавме порано, мислам, се уште до ден денес, само многу помала форма. Ако нешто не знаеш, те интересира, сакаш да прашаш за некоја технологија, за нешто што го работиш, користевме едно се вика Stack Overflow. Одиш таму, ти поставуваш прашање, тоа е како форум, некој ќе ти одговори на прашањето, луѓето гласаат кои прашања се добри, ти како автор можеш да кажеш ова прашање беше точното, со ова си го решив проблемот. И ова беше една ризница на знаење. Значи каде што сите програмери, целото тоа комјунити заедница, придонесуваше и го креираше ова нешто. Бројот на објавени прашања на Stack Overflow во 2025 година декември беше паднато на ниво што беше пониско од бројот на објавени прашања на Stack Overflow во 2010 година. Значи сите прашуваат сега на OpenAI. Значи сите отидоа да прашуваат на дали, мислам сега програмирање, мислам и Claude дека повише го користат, им се допаѓа. Али да, користат веќе нели готови големи јазични модели кои што ја вршат работата. И тоа не е лошо. Значи видиш, ако ти е полесно така, супер. Така се нема зашто ние да го чуваме овој стариот метод, нели нема ни она форма на знаеш што ми е комуникација која па не е лична, сепак се работи. Остаја комуникацијата, многу посериозен проблем се случува. Stack Overflow беше еден јавен простор, каде што имаше јавно достапни податоци, прашања, значи ова беше јавно поседувано од сите кои што учествуваа на таа платформа. Да. Додека големиот јазичен модел, ти не го поседуваш, тој не е јавно поседуван, тој е, дали еве на Claude ако го земеме, е позади затворени врати, ти не знаеш како функционира, не знаеш точно на што е трениран тој модел, не знаеш како работи, еве не ни објавуваат во тие трудови технички репорти што ги прават, не ни објавуваат детали како се истренираат. Значи тука збориме моделите, тие што се најчесто користени, ниту имаат отворен код, ниту е самиот модел и нивните тежини, така ги викаме ние параметри, не се отворени, ниту пак податочното множество се знае на кое што ова било тренирано. И сега тука ти доаѓаш на ситуација каде што на јас претходно сум можел да го земам од ова тука јавен простор што било, сега више не можам да го земам, пошто нема више таму прашања, нема луѓе што доаѓаат да одговорат. Јас морам да одам преку голем јазичен модел, кој што е поседуван од некоја фирма и мене ми наплаќа за тоа да го користам. Така е, претходно колегата ти спомна дека плаќа, например, за платената верзија на ChatGPT. Таа е подобра, тоа се разбереме, тоа е многу подобро. Да, и програмерите плаќаат, користат платени модели за да им помагаат во кодирањето. И значи сега сме ние воведени во еден таков момент. И ова, знаеш, потсеќа на не знам. Значи тоа што некогаш било бесплатно. И се работело за некаков што било заеднички поседувано, сега веќе не. И тоа потсеќа на оној примитивен облик на акумулација на капитал. Значи во среден век имало ниви кои што биле заеднички, така? И овие ниви заеднички што биле овде, јас, например, сум за крепостен селанин, ти си за крепостен селанин, идеме двајцата, ќе пасеме овците таму. Никој не ни брани. Со почетокот на индустријската револуција се појавува едно движење на оградување, enclosure на англиски, во Велика Британија, каде што буквално индустријалците ставаат огради, за да не можат овие да ги користат. И овие луѓе се после тоа нели приморани да одат да бараат работа, да ги напуштат овие ова крепостишта. Тоа се почетоците на индустријската револуција. Така. И сега тука таква една паралела ја барем лично влечам со ова што се случува на пример со оние јавно достапни податоци и простори на интернетот и како тие, тоа јавно знаење, се оградува на еден начин преку овие компании. И сега тоа не води до една тематика која што одамна е почната барем во IT индустријата, а тоа е принципот на лиценцирање на copyleft. Знаеш, copyright имаат сите чуено, copyleft е диаметрално спротивно од тоа. И постојат, значи тоа идејата, ти кога си програмер, кој ќе направиш некој код, ако тој код или тој продукт, небитно, не мора да е код или податочно множество, ако тоа е јавно достапно и е лиценцирано со некоја таква лиценца, тие се најчесто не GPL се викаат лиценци, тогаш ако некој земе да го тоа употребува, мора на одреден начин нешто да и он направи да биде јавно достапно. Значи, као на некој начин тоа нешто
те инфицира и тебе ако ти го користиш, мораш и твојот продукт Да, значи после. мори ја нешто да оставам. Да, сега мислам под различни услови, има различни GPL лиценци, има различни услови на употреба, ама постои нешто такво. Сега конкретно овие големи јазични модели што се тренираат на овие јавно достапни податоци, Stack Overflow, Википедија, не знам што, тука уште не е баш најјасно дали они мора да бидат приморани па и они нешто да направат јавно достапно да биде да ние знаеме. Пошто вака знаеш како испаѓа? Нека имаме нека асиметрија епистемолошка помеѓу нас и овие компании. Они можат да ги видат работите што јас ти ги креираме како содржина на интернетот. А ти не можеш да ги видиш А ти не можам нивното да го видам како работи што не го прават. Значи, не е фер. Така. Че мислам, тоа е некој меѓу вас таму во тој форумот, ова му текнало и рекол, ја да вас заработам пари. Мислам дека сте малку изиграни. Да, можно е. Да, и тука Некој мислам... имал evil план имал. Да. Мислам дека тука лежи главниот проблем кој што треба да се адресира. Нормално сега понатаму следуваат тие проблеми што викаш ти комуникација, алиенација. Па не алиенација на човекот, ја мислам дека само дополнително, значи ако алиенацијата, отуѓувањето на човекот во капитализмот е нели главниот проблем на општеството и Добро, главен. Па добро, се помалку деца си играат надвор, се помалку луѓето комуницираат, се помалку си одат по дома и така натака и така на се помалку кафеани имаме сега ланч барови со една или две маси, а не порано кафеани каде што не знам се спојуваа лесно масите, Да. па ќе седне друштво од 20 души. Знаеш Се што тоа помалце го има, знаеш. Да. И тоа влијае на тоа. Сега, дали се ова дополнително ќе се зголеми отуѓувањето? Зашто еве сега вие не комуницирате ни во форуми, туку си комуницирате со платени платформи Да, кои ве крадат. Баш капиталисти. Да. Иначе јас имам пошто сум студент вечите, бесплатно ме следува GitHub Copilot и не морам да платам. Уште не сум им платил. Некој ина е терам, знаеш. Не знам. Имаш гајле, да. Да, ја онака мирно спијам навечер. Да. Уште еден ден помина не им платив. Значи види се, не знам, ова е поеше нели прашање за психолози, Апсолутно за филозофско прашање, јас да. не се разбирам од раниот детски развој толку. Не знам, значи може искрено имам некој така појас лично радикални сваќања во тоа поле, како ја некако не гледам, нема некој да се служи со мене. Ама не гледам толку некој проблем деца па технологија да користат ова она, али Не, нека користат, зашто да не користат? да, само да, знаеш, Нека и научат нешто, знаеш, нека не биде паш секоја домашна. Да, сега, па добро, фала Богу, ти на телевизор кога ќе го пуштиш детето, пазиш, нели, као не знам, или и да го пуштиш да потрчка надвор во дворот, пак пазиш дете, нема да го пуштиш што сака да прави, ќе почне нели песок да јаде ова она. Да, значи треба да се внимава. Значи Фала Богу, како што потребата е на да се. технологијата доди со родителски надзор, значи да знае родителот. Да, само што мислам не знам колку е можно па да и родителот да го заштити од се. Значи сега и тоа и целата таа тема мислам дека е многу опширна и веројатно постојат луѓе кои што може многу подобро да дискутираат од мене. Јас лично ниту имам деца, ниту па знам како се прават овие работи. Од геноста на луѓето, нели, од Да, за системот, луѓето ако збориме, тука конкретно знаеш на главното туѓување што нас не се случува, е ти доаѓаш нели на работно место, креираш некој производ, не знам дали ти повише така си го осетил, ама јас барем како програмер го имам многу осетено. Јас креирам некој производ и гледам како тој производ си заминува од мене. Значи јас сум го креирал и мојот газ да го зима ќе го продаде некаде, така. Значи тој код ја што сум го искодирал, тој мисловен процес тоа ќе ми остане, нели сум се замарал, ама целиот труд отишол, јас сум бил компензиран за нека плата за тоа која што дали соодветствува со што било, како било тоа продадено, не е ни важно во дискусијата за отуѓување. Тука доаѓаме до еден втор момент, кај што ја, например, тие кодови што сум ги пишувал, например, што не биле вака затворени, продадени, туку биле отворени и биле достапни за сите, овие прашања што сум ги поставувал на Stack Overflow, сега, вака си заминале од мене, влегде во некој продукт што ја не сум го работел,
значи на скроз отуѓиле од мене, влегде во некој скроз друг продукт и сега ми се враќаат како конкуренција. Ги гледам онака порано, барем не ми се враќаше како конкуренција. Сега се враќаат. Се шегувам за овој дел со конкуренцијата, ама го Добро, има, да. нели нормално. Да. И го има се повише во тие работи кои што порано нели сме ги правеле без пари. Сега тие исто се одземени. Као и чувствуваш на некој начин дека нели Луѓе, сега што е со работните места на луѓето? Треба ли се плашат? Во индустријската револуција има однесено еден куп на работни има. места, тоа што Ама ние исто има отворено многу. лудисти, нели, кршат. Да, машини. лудите, Сега, да. глупо е сега ние да го повториме истото и да го кршиме Па не треба да кршиш машината, не те крива машината. Да, или пак да не употребуваме вештачка интелигенција или тоа што се подразбира под вештачка интелигенција, него Да. напротив треба да бидеме што е можно повештиво тоа. Тоа е општествен проблем кој што постои и знаеш како гледам ако ти не си кадарен да се справиш со општествениот проблем и да ги промениш нели општествените норми и не можам сега по магарето ќе удрам по самарот, ќе удрам по машината. Системот ни е проблематичен, а не технологијата. Да, пошто ти види таа технологија ти нели би сакал сега ништо тука да не мораш за екзистенција да работиш, да се за екзистенција да прават машините и ти да си уживаш да си го правиш тоа што ти е кејф, што сакаш да го правиш. Ама не е системот таков. Па да. Значи тука не е проблем од машината. Тоа да си влада политичар можеш така се понашаш. Појонака ништо не работиш, ти и сега не работат на него. Такво идеално. Добро, зависи кој како. Добро. Ама и сега ти го имаш моментот као ми се изгубив мислата вака што се насмеавме. Рече, тоа би било убаво, нели да можеме да уживаме. Да можеме сите да уживаме. Се правиме муабет. Ама моментално не е така и сега нормално е дека одредени професии се видоизменуваат. Значи, еве да почнеме од нешто што тебе ти е блиско, нели ова пишување на да. Сега имаш ти на пример еден тон медиуми, портали каде што содржината е веќе генерирана и сега ме разбираш. Ама тоа ти е како ако читаш таква содржина на таков начин, исто како да идеш на истото тој да те лечи после. Дали би сакал да те лечи такво? Па добро, има многу. Не би сакал. Има примена и кај нас помага. Помага, може да помага, значи. Така. Постои нешто што постојат домени кои ние ги користиме, на пример за анализа на податоци. Да. Знаеш кога ти направам паралела се на друга. Еве, на пример, многу е полесно сега, на пример, еве, пошто ние новинари сме, знаеш, по дефиниција, не баш паметни. И сега замисли, за нас колку беше тешко на пример табелу Excel. Многу беше тешко за нас. Па Excel сега многу лесно го прави. Excel е една секунда работа. Excelот е измислен, таму било на времето VisiCalc се викал. И тоа чудо кога го направиле, и после нели Microsoft си го присвојува све, од кога тоа го прават, сметководителиве се тепале, знаеш, дај ми го побрзо, што е можно побрзо да го користам. И многу во тоа време јуниор сметководители имаат останато без работа. Отпаднат имаат поради. Па тие што биле што ги правеле калкулацииве, више немало толку потреба да тоа. Значи имаме. Значи тоа сакаш да кажеш, поедноставните работни задачи ќе бидат. Но има втора работа што се случува. Еве со VisiCalc и со Excel, кога тие се појавуваат, потребата нели за сметководство расте бидејќи е подостапно. Значи наставно станува поевтино сметководството. И сега и ти можеш да има сметководител и тој може да има сметководител, да, и тој джуниор може да има и сега, да се осмели. Значи се отвараат и нови работни позиции. Еве денес земи го најпросто. Сега веќе секој втор размислува да си направи вебсайт за нешто, не знам, веб продавница, ова, она. Да, и тоа е многу полесно сега. Сега е многу полесно. И сега имаш ти повише побарувачка. Може да ми направи, баш да ми направи вебсайт. Не викам он да ти направи. Туку ти ги например ќе најдеш човек кој што денешно време за пониски пари ќе ти направи асален вебсайт. Бидејќи он ќе користи вакви алатки. И он ќе биде, нели, за тебе ќе биде подостапно, ако порано си требало да платиш, не знам, колку ги плаќа вие влада тие по милиони. Добре, сега тие не. Али не, реално, 5000 евра да платиш за тоа е реална сума, да кажеме, за добар портал. Може сега и за 500 евра ќе поминеш, така? Пошто нема да треба да работат 5 души на тоа, туку може 1-2 ќе бидат доволни. Сега, нели, не сакам да бутам цената, нели, вака сам против себе. Али ме разбираш,
као расте Не, многу ми се достапноста. допадна што си ја бутнавте цената. Па да, види, Ние да видиме некој ќара. знаеш, ние секогаш бевме онака незаслужено дигнати. Мислиш, она си научил да програмираш. Најразгалениот дел од работничката класа се програмери. Најлесната инженерска струка си ја научил и мислиш, човече, пошто не знам што тука ти си бок и А бати. потешко е згради да се градат или да се проектираат или да се Мене ми вода. изгледа сега, нели нормално, фала Богу, јас знам програмирање, па тоа ми изгледа потешко, а мислам и вака објективно да ги споредиш работиве, јас знам да програмирање не ми изгледа толку страшно, као мислам, види, јас имам пријатели кои што завршија правен факултет и седна во година две научија доволно програмирање за да работат во фирми сега и да си ја сменат комплетно професијата. Јас за година две, сега добро, нема да ме пушта да бидам адвокат, нели, пошто имаат адвокатска комора, ама еве да речеме да можеше, за година две кај веќе се спремам ја тоа? Мислиш Кај правилно ќе да го станеш? научам, да нема шанси. Па не знам. Па ја така некако ми се чини. И едно и друго некако ми е. Али има примери, ти викам, за ова, дека се прешалтуваат луѓето во оваа професија, значи не е толку сакаш да кажеш, страшно тешка. Ки има голем удел врз програмираните, ама ки има веројатно, ако не може би врз новинарството, но зона што се нарекува content writing. Па да, content тука writing. може, пошто и тој онака и Да. претходно беше као да го пишуело Па да. златен ретривер. Па, Да. и Па сега има и search engine optimization, тоа како search engine викаат, и optimization, тие значи со работи. клучни зборови, така Па натака, да, Што да, тоа не да. беше баш креативно, туку баш требаше да изгледа како како се трудиш машински да пишуваш некако така. Па добро, тоа е таргетирано за машина, нели? Да, search за да engine те- optimization, не е крајниот корисник на тоа, не мислам не го читаш ти, туку машина треба да го. Машина треба да го Да, за да ти го донесе резултатот погоре на Да, Google. на Google да го качи Да. резултатот. Па тука веројатно Тие веројатно работи, тие да. контент рајтери Па да, ќе им бидат загрозени Мислам, работните пак ти места. викам, ја многу не ми се свиѓа така сега да, знаеш, да прогнозирам, да, знаеш, да предвидувам, и сега овие професии ќе ги снема, оние професии ќе ги снема. Тешко е да кажеш такво нешто, не е основано, мислам, можеме да си нагаѓаме, ама ќе стане тако малце по лабав муабет тоа. Она што Гледала едно, извини, ваква дигресија за професија што ги снемувала, значи со технологијата, развојот на хемијата, технологијата и така натака, на пример, го снимало онаа професија на праење бои. Знаеш ли која била најскапа боја? Жолтата боја. Знаеш ли зашто? ја бела ќе рече. Не, жолтата боја. Се правело од мокрача. Значи, секоја жена требала да собира Добро. од цело село, населба и така натака. Обично жени го работеле тоа. Добро. Не знам зашто мажи не го работеле. И после тоа имало процес, значи да се собере огромно количество на урина и од тоа имало процес кога се правила жолтата боја и односот помеѓу нели урината и бојата е екстремно голем, значи со односно процентуално, не знам колку требало литри на ова за да се добие малку боја. И еве таа професија нема веќе и фала му на Бога што ја нема. Ова Сам, како да. никој не се буни. Ова како да те осеќам дека сакаш овие контент врајтери да ги да ги снема. А, да. Не ги сакаш. Не дека не ги сакам, Ама сам не ги. дека, нели, подобро Ама машина ги ќе мразам. направи. Не. Се шалам. Не мразиме никого. Да. Добро. Значи, али може да се согласиме дека па Види, и ќе некои се професии може би не видоизменат треба. професиите. Да. Значи, дефинитивно и сега, ама тоа е во ред, као со секоја, А ќе оперирали? Не верувам. па сега, Може и некои едноставни операции може да па прави. се прават више, има роботски рад, се прават операции, некои не знам, ама тоа значи пак е све надгледувано од човек. Значи, во процесот диагностика претпоставам дека Па и тука има тоа, голема. и Пошто ако плюс- видиш ти магнетна резонанца како работи, ја мислам дека тука тоа давна се влезени тие Па да, ние високотехнолошки мислам, процеси. Да, мислам, ние на работиме проекти баш такви со, нели, анализа на медицински снимки. Мене дипломската ми беше поврзана со анализа на магнетни резонанци, со модели на машинска интелигенција, ама мислам не беше тоа на времето чат GPT, такви работи. Да. Тоа го правевме некако. Сега нормално во денешно време стануваат и поефикасни моделите. Но тоа не значи дека нели се исфрлува човекот од целата таа ситуација. Тоа станува
му се менува начинот на кој што работи. Еве, ја пак од програмерска позиција ќе кажам. Ако. Значи јас порано сум седел и сум кодирал код и после сум требало да правам тоа ние го велиме code review, да го видиш кодот на некој друг од тимот, па да оставиш коментари. Во денешно време се помалку и помалку кодирам, се повише и повише правам такви разгледувам кодови и давам коментари, бидејќи се повеќе и повеќе во работата користам агенти кои што креираат самите код. И мене повише ми се видоизменува сега професијата. Полесно е, ама помалку луѓе се вклучени во процесот. Види сега Помалку програмери се. Па добро, јуниори помалку се више вклучени, тоа дефинитивно. Дали е полесно или е потешко? Дефинитивно е подосадно. Бараме луѓе со искуство, ако немаш искуство, не можеш да... бараме 20 години искуство, технологија 5 години стара. Во принцип. Тимски играчи, тимски играчи, soft skills, да рмбаат 24/7 и да молат за уште. Значи, генерално, тоа сакам да кажам, кога се видоизменува професијата, дали станува полесна? Дефинитивно е полесно денешно време да направиш побрзо некои работи. Има сега луѓе, мислам, постоја нормални негативни работи. И дали има еволуцијата, дали се полесно ќе биде да се направат некои работи? Може би, со тоа што ти викам, ние тука пак мислам дека трендот е се полесно и полесно, но мислам дека осцилираме околу тој тренд, пошто на моменти станува полесно, па после испаѓа дека некои работи вештачката интелигенција што ги развила биле така малце климави, па ти треба да ги поправаш отпосле, тоа го викаме ние технолошки технолошки долг го викаме. Кога ќе направиш нешто на брзинка и за 3 месеци ќе треба да го поправаш. Враќа се сега. Така добро, се идеме до едно нешто што многу ги плаши луѓето во светот, не знам дали е оправдано, но тоа е нели војување со AI. Тука е глупо да прашаме дали ќе се војува, пошто многу одамна се војува со AI. Да се сеќавам во Афганистан американците користеа оние дронови кои беа кои има AI во нив способен наводно да предпознае дали е некој терорист или не е терорист, по едно чудо бомби лета по свадби, по едно чудо невести загина и во Јемен, и во Афганистан, и во Ирак, бидејќи нели арапска свадба подразбери пукање во воздух, тоа кој ме кај нас, значи не е тоа нешто дека ние не знаеме како тоа изгледа, нели? И кој ќе запукаат 100 луѓе во воздух, тој дронот тоа го препознава како опасност и веднаш испраќа еден проектил кој за жал има огромна разорна мок, па најчесто жртвите беа повеќе од 50-100 луѓе или повредени така натака. Значи AI-от веќе војува. Претпоставувам, овие сега гледаме во украинската криза, гледаме како летаат јата на дронови. Така, се повеќе нели, се во употреба. И тие претпоставувам дека имаат AI, некако програма која што нели однапред зададе некакви задачи или како да се поминат одредени препреки за со цел нели да се стигне до целта. Види сега конкретно не сум експерт за дронови. Не, добро да кажеме каква би била употребата тука, знаеш, сега. Да, значи дефинитивно сигурен сум дека се користи доста, не мора нужно да е тоа вакви големи јазични модели во тие дронови, но дефинитивно се користат одредени модели за препознавање на форми, на облици, шаблони. Да, тие тенкове. Па да, дефинитивно топ, да. Дефинитивно модели прават одлуки кои што треба да бидат после верифицирани од човек, претпоставувам. Значи тука сигурно има голема употреба. Она, например, што поише сум запознат, да кажеме, за примените на оваквота, нели, овие големи јазични модели во тој военно-индустријски комплекс. Генерално, знаеш, например, сега ова не спаѓа скрос во тој военно-индустријски комплекс, можеби, но еве земи ги разузнавањето и контраразузнавањето, нели? Тука да сигурно би имало големо. Па да види например на Сноуден што разоткри овие NSA. Тие не знам што се разузнавање, контраразузнавање, нели CIA се разузнавање, FBI контраразузнавање, овие се нешто усредина измеѓу. Треба да обезбедат безбедност, овие се долго време беа тие тајна непозната организација. Беа откриени од наши колеги новинари
по сметките за струја. Ненормално високи биле сметките за струја на некој комплекс кој никој не знал дека што има, како има и дека сметката за струја на тој комплекс била колку Пентагон, Белата куќа и не знам уште колку ЦИА и не знам уште колку федерални единици во Соединените американски држави заедно. Зашто бидејќи користеле такви системи за прислушкување и така натака, што нели тие сервери кои изискуваат многу електрична енергија. Тоа ми е муабетот, као ние видовме веќе го има. Да, видовме Сноуден што покажа дека прислушкувале малтене цел свет. И и своите граѓани што е забрането законски. Да. Поеви кај нас видовме, слушнавме многу работи дека и сега нели кога ќе го земеш ти ќе ги собереш сите тие податоци од тие прислушкувања. Тебе нормално дека ти треба некој систем кој што ќе може да рудари низ тие податоци. И они претходно имаат таков систем, ќе внесеш клучни зборови, ќе побараш нешто, ќе видиш како се поврзани податоциве ова со она. И собира булк од сите, да кажеме, и после тој се анализира ако има потреба. А сега од денешно време види колку е тоа полесно за анализирање со еден голем јазичен модел. Колку е полесно ти да најдеш, да сумаризираш, да отфрлиш работи што се небитни за тебе, конкретно да му дадеш цел, најди ми вакви работи, можеш да го имплементираш тоа со разни агенти, чуда. Или види го во момент. Значи, ќе предизвика криза од тие шпионски организации. Тие аналитичари. Тоа е добра работа. Ќе ги направи поефикасни, да. Помалце шпиони, ама нема да има потреба толку. Ќе ги аналитичи, ги збркат од работа. Ќе ги запослиме тука кај нас. Или еве на пример тоа што се нарекува OSINT, тоа е Open Source Intelligence, тоа е како мислам тоа го користат да кажеме да пребаруваат по јавно достапни податоци, значи тоа што ти го ставаш за социјални медиуми и на пример тука постојат јавно достапни документи, да кажеме. Да, значи тука не прешти ништо што е да кажеме условно речено забрането за обичен граѓанин, значи обичен граѓанин би можел ова да го прави. И нели собираш информации, правиш профил можеби на некого да видиш дали ти е подобен или не подобен за одредени работи. Постојат OSINT аналитичари кои даваат неверојатно добри прикази од да кажеме од војната во Украина или пак некои такви геополитички геостратешки кои се бават само со јавно достапни податоци. Да. И види на пример, знаеш кога било и вселенската трка во студената војна. И знаеш кога се прелеало сите она целото истражување што идело за нели не било не единственото нешто што ни останало од вселенската трка способноста да пуштиме ние ракета на месечината. Туку нели од тоа има произлезено и GPS-от, има произлезено еден тон работи кои што нема никаква ни примена таму во тоа поле, кои што ги користиме до ден денес. И многу од нив еве и GPS-от оригинално бил користен за војно-индустријскиот комплекс. Па се. Да. Па интернетот е почнат како така. Сега и со вештачката интелигенција, големите јазични модели, пак да бидам попрецизен, целото ова истражување, фала Богу, дека претекува и надвор. Значи имаме ние последици од тоа придобивки во многу полења, а нажалост и војно-индустријскиот комплекс добива од тоа. И сега имаш ти цела нели и трка околу оваа вештачка интелигенција, ги имаш нели Соединените американски држави, Народна република Кина, Европа каска, ама не. Очигледно дека помеѓу Кина и Америка. Да, значи се кажа главните копија и дека тука има големи поместувања во последно време. За жал немаме време многу за тоа да збориме. А на крај само у кратки црти, има ли некој совет како подобро ние како подобро златните ретривери да го користиме? Значи види, значи ја дефинитивно би го препорачал многу за учење. Значи ама не за пишување домашни, за учење. Да, за учење. Не, види, домашни, сега ако ти сакаш стварно да научиш, домашни пишуваш со јазичен модел. Не, види, пошто имам едно дете дома, иде на тест, вака прави так, му ги дава решенијата. Да, ќе му ги реши, да. Ама добро, ако ти сакаш да препишеш. Тото петка добив право. Да, ако сакаш да препишеш, тоа е едно. Сега ако сакаш да научиш на вистински, не ти се исплати да нели задачите и чудата ти ги решава јазичен модел. Може ти да заглавиш, па да го прашаш. Пошто види, од денешно време сега е многу полесно да прашаш. Така, порано требало да отидеш на консултации, требало да бараш, ако си на факултет, требало да бараш професорката ти држи додатна. А сега може тоа да ти го замени. Сега, например, не да ти го замени, ама можеш барем на почеток, прашај го, знаеш. Може би нема потреба, например, сега ти да даваш пари за некој да
ти го учи, например, се на школецот математика. Може би ќе му помогне. И пака ги земавме работиве на туторите. Да, и тие испадна. Не, се малци наставничките ќе испаднат пошо. Не, значи тие на крај се битни, фала Богу. Да. Ама имаш и дополнителен метод што ти помага за тоа да го направиш. И мислам дека тоа е една работа која што мислам дека стварно ефикасна. Друго што мислам дека може, например, по-пасално да се користи е за работи за кои што ти најчесто го си гуглал на времето. Сега можеш да користиш и јазични модели да ти сумаризираат полесно, има алатки како не знам или не знам еве за анализа на некои многу податоци кои имаш, има некои алатки што се јавно достапни кој е Notebook LM. Можеш да му ставиш еден тон извори тука и едноставно да дискутираш со нив, да видиш ако треба некои книги да ги работиш, нешто, некој не знам извештај, можеш директно да ги ставиш и да работиш директно со нив преку интерфејс кој што е како јазичен модел. И конкретно па и за помладиве генерација, многу би препорачал една работа, може да звучи вака страшна, е да може би одвојат мал дел време да малку научат да кодираат. Значи не велам да станат програмери, не викам некој дека треба сега да седне да учи да прави, не знам ти, софтвери, апликации, да стануваат инженери. Туку мало скриптирање да научат да прават, бидејќи сите овие големи јазични модели поддржуваат и нивни ние ги викаме API, тоа се апликативни интерфејси, на кои што ти можеш побрзо да му праќаш работи да он ти даде одговор. Сега замисли ти да правиш некој истражување, квалитативно по природа, и си собрал ти, не знам, интервјуа многу, извештаи и сакаш некоја анализа да направиш. И сега ти можеш, например, да го направиш тоа со ChatGPT. Ќе одиш еден по еден, ќе му го пратиш и ќе речеш кажи ми што е битно, кажи ми што е битно. Овој процес можеш и да го автоматизираш, да му ги праќаш сите наеднаш, само ти треба малце да имаш вештина за кодирање. И тоа мислам дека вака за помладиве, за покорисно да ние златните ретривери што сме во подијата. Можете и вие, зашто да не? Така. Ај, не мора сега ние. Не Колку мора, револуции не преспавме, па се Да. ова, да. Да. Јован Краевски, многу благодарам за ова, значи, Фала за поканата. ја пак ќе кажам, ништо не научив, но ми беше забавно. Тоа Чим мора. ништо не е научено, ама битно да се забавуваме. Топ. Тоа значи мене AI ништо не ми може. Топ не ме бие. Благодарам многу, се надевам дека ќе имаме пак прилика повторно да разговараме некоја слична тема. Почитувани гледачи, тоа беше Јован Краевски, ви благодарам за вниманието.